Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Вие имате нели многу ретро работи во серијала, така? Многу ретро работи. Јас им реков на моите дечки да ми донесат некои ретро работи да видиме дали ги знаеме. Чисто така некои работи. Да. Значи на пример, мислам ова верувам сега ќе почнеме од лесното. Еве на пример, одиме на ова. Телефонче? Ама домашно. Фиксен телефон? Да. Фиксен, да. Фиксен телефон, значи. Па на Соникс имам ја еден дома. Со тоа што не е фиксен, ова се првите мобилни телефони генерално. Да. Али добро. Ама Спаси ја кажа фиксен. Ти се. Не. Види, како први, така други изигравте, што се вика. Да, ова е, значи, вистина, ова беше мојот прв мобилен телефон, кој што за чудо, за чудо има преживеано. Одиме понатаму да видиме. Што е? Ова, господа. Дами и господа, што е ова? Еве, земете го. Walkman. Земете го и не фатите го ова чудно нешто. Нешто многу интересно. Че да го видам? Земете, не знам, видете го. Зашто може да служи вакво Некој звучи. Дали е така? Што мислите? Ова е патрула на ова чудо? Ми се допаѓа овој Затоа помислив детективски дека е мозок. Walkman. Не може. Далинска на кола? Добро, тоа е добар гес од твоја страна. Ајде. Тука нешто, чекај. Се откажувате или? Пейджер. Пейджер е српска браво, знаете ли? Да. Всушност, порано, кога сакавме нели да четуваме генерално, само се чекаше многу помеѓу четови фактички. Пример, еве ние сме да речеме излезени, така? И мама сака да ни пише ручеков е готов, треба да се враќаш. Сега у денешно време на месенџер ќе ти пише или на WhatsApp или на Viber и ти си дојдеш. Порано мама требаше да се јави прво на телефон во централа, да издиктира порака, па тебе тука да ти направи тит и ти вака да отвориш и да видиш, порака од мама, ручекот е готов, дечки ме морам да одам, мајка ми ме вика на ручек и стане. Замисли. Не ми било лесно. Чорбата е готова! Тоа. Ама каква чорба? Дали игравте да јадеш? Телешка обично јадам, да ти кажам. Да. Човек со скилсите. Ајде да видиме ова што е. Чекај сега, касети. Добро, касети, окей. Ама зошто? Тоа е видеокасета. Зошто оваа касета и оваа касета се толку различни? Што е ова? Тато касета и бебе касета? Таа е обична касетата. Што мислиш, Кики? Таа мислам дека за музика, ова е за видео. Добро размислување, ти што мислиш? Па ја исто мислам дека ова е како за музика, зашто знам дека во епизодата Скриено богатство имавме такви малецки. Да. Не до толку мали. Ама баш беа мале. Да, а ова е како поголем. Мислам дека порано на ова се снимаше и се ставаше како на телевизор. Во едно чудо внатре. И се пушташе тоа На што е снимано телевизија. на... Ова е вистина видеокасета, да, и се преснимуваше и филмови што сакаме, нели? Можеше и пример ако имаш свадба, на пример, на твоите на касета, ти наместо тоа да преснимиш финалето на NBA од некоја година и слично. Но ова е исто касета, ама за камера. Значи од камерата се снимаше во камерата и после ја вадиш и си ја гледаш и така натаму и така натаму. Да, тоа е тоа. Затоа е помало. Ајде да видиме дали знаете Big Brain. што е ова. Замелење месо. Врм. Мислам, ова не требаше ни да го покажеме во тој случај. Да, за мелење и пиперки, и за ајвар прајање. Мелење И крстов. нормално, ова е нештото што сите го знаеме. А не, Епа го флопи диск. Флопи диск, а зашто е флопи дискот сега? Старите компјутери ги користеле овие Го флопи ставаш, го дискови. ставаш во компјутерот, има како едно и имаш видео на. А Да. што се става на него, пример? Многу мали фајлови. Колку мали фајлови, дали знаеш? 100 килобајти. 30 секунди? Знаеш дека ова беше као некој си 1, нешто мегабајти, нешто Да, таква така работа. се. Значи, буквално ништо не може да ставиш. Од денешен аспект можеш да пишеш само, па не знам дали ни сценариото за емисијава може да го собере на ова, евентуално. Значи, буквално. Тоа беа ретро предметите и да ви кажам право, мојата комплетна оценка е преводна. Преводна оценка за вас. I approve this message.
Да, може да видите.